Јас, кога го договорав овој разговор со историчарот Александар Агитовски, добро утро, Александар, во студиото, нас поводот ни беше нешто што веќе се одвива во рамките на Македонската академија за науки и уметности, Институтот за национална историја, така е, а се нарекува афирмација на суверенитетот на македонската држава во Југословенската федерација по повод 100 години од раѓањето на Крсте Црвенковски. Но, пред да тргнеме со Крсте Црвенковски, се чини дека историјава веќе ни се сега на улиците, веќе не е само прашање на историски комисии, институти, академии, туку еве гледаме дека таа веќе е преокупација и дневно политичка во македонските рамки. Александар Агитовски е битолчанец и секако ја знае ситуацијата во Битола далеку подобро отколку што јас би можел да претендирам да ја знам. Изненадување ли е за Битола кој е идентитетот на човекот кој што е обвинет, осомничен и ја признал вината, ако се точни информациите од истрагата, дека се обидел да го запали овој центар кој беше, се разбира, предмет на низа контроверзии и беше оценен како политичка провокација, мислам на Ванчо Михајлов, културниот центар. Значи, не знам дали изненадување е реално гледано. Мислам, веројатно Ламбар Лаковски не беше ниво Македонија, колку што кажуваат, воопшто не беше ниво Битола, сега е скоро вратен. Излегуваат тие политички конекции, негови врски, какви ли се. Бил тој познат за политички активности во Битола? Не знам, не политички, веројатно излегуваат сега информација, јас го немам видено на настани политички во Битола, но тоа е многу одавна, тој не бил тука, затоа години. Да, повеќе и не бил тешко во Битола дека онама пеел на некои митинзи, па она знаете како се. Да, пеаче на партиски митинзи. Кај нас е проблемот се што се партизира. И ваков настан нема шанси да помине непартизиран. Двете страни завземат една против една за и сега се прави во јавност фама околу цела приказка. Едните бранат, па другите напаѓаат. И тешко, ќе се исчисти цела работа, ама неколку дена ќе треба вака во ова ука-бука по социјалните мрежи. Се гледа дека, ајде сега и ова, и да навлеземе во темата и тоа што ви е вам специјално, бидејќи вие сепак сте историчи кој покрива оној, да кажем, антифашистички период околу Втората светска војна и пред тоа почетокот на векот и така натаму. Се крева една радикална десница во Македонија, предводена од оваа левица, една во суштина една прилично фашизоидна партија начело со незиниот ајде сега бирам зборови, бидејќи тој не разбира многу право, почнувајќи од вчерашните ставови за целиот настан, тој како професор за историја, професор по право наводно, па се лупетат разни не, наводно, тоа е реално. Да, сакам да кажам, да, тоа реално е, излегува наводно по ставовите, тоа не е важно. Сега доаѓаме до ситуација кога вакви настани се извонредни за една радикализација, антибугарската клима и така расте во Македонија, затоа има многу разбирливи причини, бидејќи ова што го прават бугарите е една неверојатна сторија на пукање во сопственото колено, дури како и да го дефинират интересот на тоа колено и така натаму. Како го толкувате се тоа? Значи, овие се многу веројатно повторно. Значи имаме проблем што нашите служби, нашите државни институции не работат. Тука мислам пред се на македонските безбедносни служби, разузнавање, контраразузнавање и македонската дипломатија. Значи целиот овој процес и со Бугарија како претходно и со Грција многу се води аматерски. Вакви работи се недозволиви да ви се случуваат. Вакви работи во смисла да може да се отворува клуб и претходно, значи и се отвора клуб, тоа се типични провокации, типични наменски балкански, онака. А не се балкански сега, да не ева ако сакате, така Хитлер пареше во полска радиостаница што зборуваше против Германија, ја напаѓаше и велеше ете пољаците не напаѓаат и ја нападна радиостаницата и почна Втора светска војна на 1 септември 1939 година, токму таква обливице така почнува. Вие што туку завршува фејтонот на Слободен печат и на вебот кај што за черноземски сега, значи истото е, затоа ви велам, тие се толку длабоки за приказки скриени преку тајни служби, преку дипломати, преку цела она, треба некој да направи контра
Зато се вика контраразузнавање. Ние немаме контраразузнавање и вакви работи ни се случуваат и не знаеме сега. Голема е таа тема, меѓу другото, денеска се уште двајца соговорници ќе разговараме, кои се малку по-квалификувани за тие теми. Но да ве прашам сега, Крстет Црвенковски е дел од истата оваа приказна, се разбира, не мислам на овие провокативни дела и така натаму, меѓутоа во политиката, меѓу другото и политиката на носите кон Бугарија. Јас морам да кажам дека ние објавивме пред неколку месеци еден говор на Крстет Црвенковски кој за историчарите не е ништо ново. Меѓутоа за јавноста, еве го тој говор, тој во собранието негдека 56, ако не се лажаме, говор. Или се извинувам, да, можда сега ја промашувам годината. Така е, каде што темата му е на тие 30 на минути токму југословенско-бугарските односи. Говорот на нашите платформи е одгледан па сигурно меѓу 100 и 200 илјади пати. Кое е значењето на Крстет Црвенковски, бидејќи тој и второ, дали е тој доволно обработен во македонската понова историографија како историска личност, бидејќи е 100 години од неговото раѓање? Минатата година беше 100 години, 22 година е роден, само заради короната Академијата и Институтот за национална реши ова година. Инаку Крстет Црвенковски, ајде јас ги нарекувам златна генерација на македонска државност, бидејќи тие се луѓето што ја конституираа македонската држава и ги создадоа сите оние институции државни и национални за една држава да може да се наречи држава и една нација да може да се наречи нација. Тоа е значи периодот 45-91 година и секако Крстет Црвенковски и како председател на Централниот комитет и како државен функционер на разни функции во тие години до 74-та додека не беше пензиониран, да речам, на млади години, Крстет Црвенковски беше највисок, тројца, четворица највисоки личности, според тој и најзаслужен за оваа македонска држава, како што ја знаеме денес и како што ја живееме. Во таа смисла, многу малце е обработен. Значи, веројатно во други држави за такви врвни личности, како што е Црвенковски, како што е Колишевски, како што е Мито Хаџи Василев, како што е, не знам, Ангел Чемерски. Сите овие многу важни, некои од нив се на белата листа, други се на црната листа, без разлика. Значи, не знам кој ги прави белите и црните листи, тие се луѓето што ја граделе оваа држава. Некој ги цени, зависи од која идеолошка ќе позиција и која перспектива ќе застаните како бели или како црни. Тоа е без разлика на сета таа оценка. Тие се личностите што ја правеле оваа држава и од тој аспект интересно е дека за никој од нив нема посебна монографија стручна. Крстет Црвенковски се направи. Па затоа што веројатно во македонската држава има многу малце свест за континуитетот и за значењето на континуитетот во она што го викаме државотворни традиции. Градење на државотворни традиции. Ни една балканска земја, ни една светска нација ова не го прави како ние. Крстет Црвенковски, јас и лично го познав. Крстет, претпоставам дека и вие сте го виделе, бидејќи во тие години на сум го видел, ама не сум го познавал. На 80-тите колегата Симеша Станковиќ имаше едно големо интервју со него кој предизвика потоа и Вера Ацева и така натаму. Тој спаѓаше. Сега ова се условни категории, бидејќи не мислам дека треба да ги кажувам да ги квалификувам. Твоите се условни категории, мислам стварно. Не е овој Димеа Пасиев на Не, го спомнав она, морам да него го третираа во комунизмот како македонски националист. Па заради тоа потурнат на страна и така натаму, бидејќи комунизмот идеологиите на национализмите беа, се разбира, нели силно потиснувани и така натаму. Значи ли тоа дека и македонската левица од ова, сепак комунистички партии се тоа, нели така натаму. Значи ли тоа дека и македонската левица имала, да кажам, десни гледања, многу условно кажано, околу тоа, или можеби токму тие лоцирања, ако сакате идеолошки, историски, допрва следат за цела таа генерација која што ја спомнавте? Мислам дека има идеолошки многу непознавања и идеолошки забуди во цела она. Македонската левица е националистичка, условно речено, за да парирам на ова што вие го кажувате. Значи, не можете држава да направите македонска национална држава по уставот, а да не бидите националиста со денешни мерки. Тие не сметаја за себе така секако. Нив му беше нормално да се борат за собствената нација што беше поробена, па да ја ослободат и да направат со неја држава. Според тоа, никој таму не беше антимакедонец во таа смисла гледано. Сите се тие македонец. Многу малку е судирот на таа национална линија. Крстет Црвенковски повеќе е човек што се влезе во она движење на либерализам, што не беше македонска, тоа беше хрватска, југословенска цела приказна за малце
поголема самостојност на републиките во решавањето нас против федерацијата. И таму беше судиран на Крсте Црвенковски, а не толку за македонската линија. Од 45-та година веројатно македонската држава беше тогашна најпривилегирана во однос на Југославија, најмногу беше дозволен, ајде да речем пак условно, национализмо. Афирмацијата на македонската нација беше југословенски проект, не беше македонски само И тоа проект. се најверојатно и заради бугарската Значи, позиција. именно и заради се. тоа, и заради тоа што национално-ослободителната војна 41-44 во сите југословенски републики е борба народно-ослободителна, антиокупаторска, антифашистичка, а во Македонија одозгора на тоа е и национално-ослободителна. И Тито имаше големо разбирање за тоа и веројатно затоа цела таа приказка беше и национална, и после војната, Литовски- дозволена и привилегирана и финансирана, ако сакате. Со југословенски пари се финансирани тие работи. За крај морам да привршувам, да ве прашам, ќе има ли потреба од релоцирање на историските наративи, бидејќи меѓу другото и Лазар Колишевски овдека е проскрибиран на еден начин, особено после падот на социјализмот од 90-те навам. Се прават разни митологии за други луѓе и така натаму. Навалија, имаме на цела навалица на рехабилитација на овие ВМРО-овски, да кажам, војводско-комитски ликови и така натаму. Некои од нив со разни агенди, некои од нив силно антимакедонски и така натаму. Ние ќе се ресетираме или дали во историската професија постои ова потреба за ресетирање на целата таа слика од 20-тиот век? Секогаш. Историската наука е жива наука и се е врзана со политиката. Стално е политика. Не е затоа рековте дневна. Таа е секогаш дневна работа. Како беше едно време се отвараа вестите со најнови вести од историјата во Македонија. Имавме 10 години со антиквизацијата, што беше најмала рака смешно. Мислам, тоа е веќе инфлација на историја. Ние добивме стално е актуелна. Значи немате политика без историја, како велеше правилото на Џорџ Орвел. Ако сакате да владеете со луѓето, владеете со историјата. Без историјата не можете да политички да владеете во денешно време. И тоа не го разбирате. Само да најавам, јас го примив веќе за Слободен печат за вестникот, а потоа ќе оди на сајтот и новиот ваш фејлтон, тоа е за војводата Јане Сандански, ќе биде во 10-тина продолженија, го подкотуваме недека во текот на, можеби пред крај на јуни да почнеме да го објавуваме. Овој претходниот кој што беше посветен на убиството на атентатот во Марсеј, така предизвика, морам да кажам, огромен интерес, може да се најде се уште и ќе стои на сајтот на Слободен печат на веб изданието. Ви благодарам за оваа кратка, сакав да одбележиме, бидејќи сепак не сум сигурен кај нас овој вид на вести, не знам дали ќе бидат покриени низ медиумите или ако бидат ќе биде од отвореното од воведното излагање. Мислам дека Камбовски професорот прави воведно излагање и потоа тоа ќе се бутне во некоја трета, пета, десета вести така натаму, а мислам дека е значајно. Литовски, ветувам дека ќе се видиме на оваа широка тема повторно со повеќе време. Јас се надевам особено за овај македонски национализам, пак ќе речеме левичарски е пред се, значи македонската национална митологија ја правеше левицата македонска и има многу убава тема за разговор пред Втора светска војна во Бугарија. Пажете, затоа е интересно. Александар Литовски, благодарам.